Почитувани, добар ден. Секоја седмица и секоја недела веќе стандардно, па и ова, со мене во студиото е гостинот кој што ги дискутираме помалку или повеќе важните прашања за безбедноста, меѓународната политика, меѓутоа регионот и Македонија. И денеска со мене во студиото е нашиот и ваш стандарден гостин, а тоа е професорот, универзитетскиот професор Методија Хаџијанев. Професоре, добар ден и ви благодарам уште еднашка за денешното гостување. Професоре, доаѓате во тајминг кога имавме минатата недела лажни дојави од бомби регионот, меѓутоа денеска имаме вистински експлозии и потреси во нашето поблиско обкружување. Истанбул, Турција денеска е таргет на експлозија, односно на бомби. 60 лица, можеби веќе и поголем број, 80 на лица се повредени, 6 лица го загубија животот. Информациите велат од турските медиуми кои што се пласираат дека станува збор за терористички напад и овој пат организиран, се уште непотврдено, од турското, односно курдското движење во земјата. Професоре, колку е сериозна оваа работа, имајќи го предвид дека ние овде на домашен терен се уште се бориме со лажните, меѓутоа во подалечното соседство пукаат вистинските бомби? Па добро, ја мислам дека и претходно кога разговаравме за ова, веќе рековме дека работата не смее да се потцени и не смее да го спуштиме гардот и дека тоа ќе не држи сега малце у некоја си тензија. Иако лично мислам дека овие дојави за бомби и она што се случува во Турција не е поврзано, методите се тие, наликуваат на тоа и ако се сеќавате ни рековме дека во колажот од потенцијални можности ова може да биде или индивидуална социјална проблематика или пак да биде криминогена проблематика, но може да има и политичка позадина целата таа работа. Во однос на Турција веќе тоа треба да видиме дали навистина курдската организација или работничка партија, како што се нарекува, стои за овие напади, или пак може би е некаков си револт кој што е контра Ердоган, но најверојатно ќе треба да почекаме без да избрзуваме со било какви изјави и заклучоци по однос на тоа прашање. Така, професоре, историјата доколку се навратиме и доколку ги погледнаме овие случувања поточно за Турција и нели курдското движење во земјата, не е никаква новина, меѓутоа за често сите овие некои работи, иако нашите граѓани можеби за среќа од оние информации дека немало наши државјани тамо во нападот, психозата е присутна и на теренот, меѓутоа на социјалните мрежи, во етерот и општо во регионот. Како психозата, ако ништо друго, да надминат граѓаните? Колку и да сакаме нели сега да упатиме смирување до граѓаните, најверојатно ќе постане дел кој што ќе се појави скепса и со права е, затоа што сигурноста и безбедноста значи е начната. Доста зборам на глобално рамниште и на регионален план, иако морам да истакнам дека начинот на кој што се менаџираат работиве заради контролата на лидерите во регионот и нивната можност да ги имаат горе-долу под контрола во таа фаза на стабилитократија, да кажеме, страната од аспект на тоа како се владее, нели, ги имаат работите под контрола, може да бидат само смирувачки, ништо друго. Сега мора да се нагласи дека НАТО и во последниот стратешки концепт ја потенцира опасноста од тероризмот и упати апел до земјите да прво ја изградат резилиентноста, да ја зголемат еластичноста на некој начин и да ги мобилизираат сите актери во текот на, односно и на комунално, односно на локално рамниште, но и на национално рамниште, вклучувајќи ги сите актери од општеството да учествуваат во таа жиловост со цел да го скратат просторот за маневар, бидејќи опасноста од тероризмот не е замината. Така. И заради тоа во основниот стратешки концепт нарекуваат свест или подигање на свест или сигурност на околу 360 степени, особено заради опасноста која што доаѓа од југ, како што ја нарекува, и токму сега, значи тоа е можеби се поклопува и со она што и се случува на Турција, но и на останатиот дел од светот, бидејќи ИСИС се уште има своји
ќе ли функционира. Факт е дека војната во Украина и односите со САД, Кина и затегнувањето на односите во Пацификот помалку ставја сенка на фокусот кон борбата против тероризмот. Претходно ковид тоа го направи така натаму, но мора да напоменеме дека ова значи дејност не смее да биде заборавена, ниту пак картата да биде спуштена. Така, да се надеваме дека ќе се расветли и случајот и ќе се донекаде објават информациите кои стои поточно зад нападот и зад овој терористички чин. Меѓутоа, професор, овде би сакал исто да направиме компарација или малку да продискутираме во однос на оние, ајде да кажеме, условно кажано, пропусти што ги прават безбедносните служби. Претпоставувам и Турција е поголема држава од нас, па сепак е, како што пред малку споменавте, ткиво, односно е цел на нападот, не може да ги предвиди сите овие чинови. Имајќи го тоа во предвид, овдека деновиве македонската јавност пак ќе тресе еден друг интересен скандал. Украински политичар, бизнисмен или како и да е, кој е под санкции на САД, протеруван од неколку држави, од самата Украина, Шпанија, Германија, па и САД добива македонско државјанство. Професоре, како го коментирате овој факт, кој што не е новина, ќе напоменам за нашите власти, да се даваат државјанство, односно пасоши на лица кои што се не преюдицираме криминалци, меѓутоа со дебела позадина. Кој е одговорен за овој чив пропуст е ова, професоре? Теан, пропустот дефинитивно мора да се побара кај професионалците, бидејќи генерално станува збор за работа која што, значи, самиот рековте, не е од сега, не е новина. Најверојатно тоа е одраз на нешто што многу одамна го зборуваме, или на почетоците на нашите емисии зборувавме за тоа дека отидовме толку многу оној либерален свет што заборавивме отприлика каде е балансот, а тоа е потребата да сепак ставите акцент на јавната безбедност или да не ја ставате неа во функција на политиката, па си ја користите за внатрешно политички цели. И сега факт е дека ова е сериозен проблем, но факт е и дека ви истакнавте дека дури многу помоќни држави, посилни држави немаат одговор за ова. Само да потсетам, ниту Турција не е единствена тука. Велика Британија нападите земете ги во Лондон, земете ги париските напади, земете ги нападите по 11 септември и така натаму, значи и доправо после тоа се случуваат напади, земете ги нападите во Бостон. И сега да не набројувам, значи такви работи има. Порозноста на системот е јасна, евидентна и во услови на отворено општество, онакво како што сакаме да имаме, пак ќе кажам, за тоа не можеме да бараме никој, туку треба да излезе дека сите сме виновни. Акцентот би требало да се стави на зголемување на професионалноста, зголемување на меѓусебната соработка, зголемување на билатералната соработка и така натаму и така натаму. Конкретно во конкретниот случај, лично сметам дека станува збор за грешка, која што е професионална грешка, пропуст, и најверојатно е настаната како резултат од оној така начен оперативен замор или оперативно запаѓање во некој си, да кажеме, business as usual. И најверојатно подценување на одредени индикатори. Не сакам да мислам дека има криминалитет позади тоа, не дај Боже да постојат политички позадини, бидејќи тогаш имаме сериозен проблем. Така. Затоа што ако е криминалитет, можеби некој ќе се справи, значи треба да го изчистите олошот или хохштарпереот кој што ви остана однатре и кој што се појавили, пак ќе кажам, тој внатрешен проблем нема ни да бидеме први, ниту пак ќе бидеме последни. Земете го Сноуден, ви е типичен пример за тоа, кој што внатре работел во ги поминали безбедносни како се вика сертификати и проверки така натаму и го направи тоа што го направи. Сега проблемот е ако има политичка позадина, тогаш веќе е сериозен проблемот, но треба да оставиме да видиме што ќе кажат официјалните лица и да бидеме коректни до крај и да им дадеме шанса на професионалците да си го кажат зборот, да лоцираат каде е проблемот. Ако ги слушаме професионалците, професоре, некако се добива впечаток дека државата, институциите секогаш ретроактивно интервенираат. Што сакам да кажам овде? Веќе кога се случил оваа работа, кога излезе аферата, сега денеска во собранието директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски е повика на разговор. Помалку или повеќе да ги образложи причинителите, пропустот и целата таа процедура како му е овозможен на
Онишченко давање на македонски пасош. Меѓутоа овде професоре сакам да ве запрашам зошто секогаш, бидејќи потенциравме и кажавме претходно, институциите подоцна реагираат, односно ретроактивно. Зошто еднашка не интервенираат за вакви некои случаи навремено, да не дадат па да излезе информацијата како таква во медиумите? Да бидеме коректни, не е дека не интервенирале превентивно. Ние немаме информација, сега ако земеме статистички, не знаеме колку случаи се спречени, на колку случаи, на колку луѓе ние уствари суштина државата не им дала пасоши и превенирал. Точно е дека имаме ситуација во кои што се постои јавна стратешка комуникација и тоа е добро, кога се каже дека се спречиле шверц, се спречена дрога, спречени се да кажеме протерани беа руски дипломати од земјава и тоа треба да го ставите исто така на контото за да кажеме дали секогаш или некогаш. Сега факт е дека ќе се случат и вакви пропусти, заради тоа што го објаснив, значи најчесто претпоставувам дека е дојден до тој оперативен замор или влагање во некоја си рамка на ова не е толку битно. И она што самиот го рековте е всушност изворот на асиметричноста на заканите. А тоа е дека секојаш институциите заради процедурите, заради законите, регулативите и така натаму, што е оправдано и што мора да постојат, се потроми. Заради бирократската процедура се потроми, отколку флексибилноста на овие организации кои што се хоризонтални. Вие имате хиерархија овде. Во таа хиерархија не секогаш шефот или не секогаш да кажеме оној кој што треба да одлучува за тоа има време заради пренатрупаност, што заради лош менеджмент во работа, централизирање на работите преку само лица од доверба, што заради политизацијата која што ни случува наредните 30 години на овој сектор, па имате луѓе кои што ви се од доверба, кои што се лојални на партијата, кои што не се лојални на партијата, што не е сега одраз само за оваа структура, тоа е одраз за 30 години наназад ерозија и политизација на секторот. И сега кога ќе се доведете ви од тоа да зависите само од двајца, тројца луѓе, имате 10 луѓе вработени, кои што другите двајца ви се неутрални, другите ви се од претходниот систем на кои не им верувате, нормално е дека кога ги затрупате овие од работа, значи тие ќе треба да работат се. И тоа не се случува само во безбедноста, секој би се случува во секој дел од секоја сфера во нашето живење и тука е проблемот со овие сериозни индикации за кои што говорите, професоре, во однос на нарушување на ова не се индикации, ова се факти. Значи ја не кажам, ова индикација е нешто што не е проверено. Ова се факти, вие проверете, мислам има еден куп во други сектори, не само безбедносни цели. Во други сектори имате еден куп раководители кои што се назначени како раководители, работат како таква, им се одземани ингеренциите заради тоа што не одговараат на политичката структура и слично и обратно. И тоа не е од сега, не е, значи тоа не е измислена сега, тоа е 20, 25, 30 години уназад се практикува која и водство да дошло на власт. Стануваме ли зелена Шенген зона за сите криминалци, мафијаши, професоре Хаџијанев, во однос на тоа дека овој не е прв случај? Во минатото имавме и контроверзен турски бизнисмен кој што беше баран со меѓународни потерници, на крајот беше уапсен во Дубај. Пакер не е бизнисмен, пакер е криминалец пар екселанс и тука. Така коментираме тоа што е за турскиот државен. Беше као бизнисмен, сега Онишченко е како наш репрезентативец. Секогаш на овие сумнителни ликови им се дават некакви епитети дека се успешни општествени лица. Ама он и се надпреварувал. Он не дека не се направил, тоа сакав да ви го објаснам. Значи, проблемот со ваквите закани е тоа што тие ви доаѓаат од секаде. Проблемот кој што го говорам, затоа го ја го издигнав на малце повисоко ниво. Ние ја подценивме безбедност, но отидовме у премногу либерален свет, во кој што ја оставаме работите за безбедност да се бават луѓе кои што немаат искуства. И сетете се, пред едно 7-8 емисии говоревме за ова. Во нашиот сектор, кај нас, во секторот за безбедност, во секторот за одбрана, имате луѓе кои што немале искуства, немале они во нивниот работен век, не се среќавале со ова. Они биле или NGO некаде, или биле менаџери во некој си сектор, или доаѓаат од економски сектор, правен сектор и така натаму. Секој е респект и чест за тоа. Но, подценувањето на професионалност и подценувањето на, да кажеме, на заканата, не ни се случува само на нас, на американците им се случи. Знаете дека они во 11 септември го имаа проблемот со, како го рекоа тоа, failure of imagination или неуспех да замислат дека може да им се случи. Ние патиме од тоа, значи дефинитивно нас нема да ни се случи. Вие кога ќе разговарате, не знам, кога ќе подбрате да разговарате со некој од таквите лидери, уназад 25 години, ќе видите, ајде нас кој ќе не нападне, ние ли ќе се одбраниме, па вие ли ќе можете. Без да, и сега пазете, без да земат во предвид
колку успеси имаат направено професионалците. Збориме и од МВР, од АРМ, збориме од службите, збориме од кризен менеджмент, збориме и земете ги пожарникарите. Затоа реков, значи, факт е дека ја разберам загриженоста, ја разберам загриженоста и кај вас, но не би требало да ги гледаме такава перспектива. Кој стаи до статистика да уверувам дека имаме многу повеќе добри случаи отколку лоши практики. Факт е дека лошите практики одекнуваат полошо, кога се добри проминуваат само како вест дека се фатени или дека е направено нешто. Да се надеваме дека институциите следниот пат ќе не ги предисочат, односно ќе ги објават оние позитивните работи. Па не, ја мислам дека ова е така наречен wake up call или повик за будење, дека во суштина не треба да ја подценуваме заканата. И дека заканата многу помалце ќе дојде од тоа дека Русија ќе ни дојде на граница, отколку дека ќе ни се јават нови инженери кои што ќе ги манипулираат како што беа момците од Велес, за да можат да испадне, па да доаѓаат странски служби да ни дојавуваат дека во суштина имаме проблем. Iscrpna се овие полемики, овие дебати, меѓутоа со оглед на времето и на онаа замисла која што имаме вообичаено секоја седмица, би сакал да предеме на следното прашање, професоре. Конекцијата Русија, Украина, Македонија, колку и да звучи далеко вака на хартија, сепак е близко. Случувањата од теренот во Украина има некаков пресврт. Денове, вчера и завчера, во текот на викендот, имаше ослободување, односно повлекување на руските трупи од Херсон, важниот град во Украина. Украинскиот председател денеска изутринава излезе со видео, честиташе на граѓаните и кажа дека она што го замислила Украина веќе се остварува. Професоре, овде би сакал да ве прашам, која е тактиката на руската, ајде да не кажеме, стратегија од војнички аспект со ова повлекување и дали ова, професоре, е фактички напад врз Русија, ако се земе во предвид дека референдумите неодамна одржани од страна на Москва во деловите окупирани во Украина говорат дека Херсон е руски. Дали Украина сега е нападна Русија? Дејан, мислам дека поставивте многу сериозно прашање и од перспектива на Русија дефинитивно ова представува напад на руска територија, затоа што они според инженерингот, според инженериот кој што го направија на референдумите, излезе дека Херсон е нивна територија, дека населението таму уствари го поддржува Русија. Сега гледаме дека не е баш тоа така. И со право сме биле кога тврдевме дека во суштина референдумите се инженеринг. Втора работа е за Украина, ова е бидејќи Украина е земја во која што чиsto устав стои дека не може да подпише капитулација, исто како кај нас и кај многу други земји. Тоа значи дека ова оперативно се смета како привремено запасената територија која што сега е повратена и е ослободена. Следно, ако се сеќавате, пак ќе се навратам назад на емисиите кои што сме ги имале наназад, рековме дека народ никој не победил и дека можеби ова ќе почне на еден или на друг начин ќе се остварува. Тоа не значи дека нема да има сетбек и нема да има повраќање по место на линиите, туку само да потенцираме дека ова ќе го зборуваме и понатаму и ќе го тврдиме дека народ никој не победил во историски е тоа докажано. Сега што всушност значи ова? Не би рекол дека тоа е тактика, повеќе е оператива, затоа што потегот е оперативно повлекување со цел да се предизвика стратешки ефект. Оперативното повлекување или да кажеме повлекувањето кој што беше организирано за разлика од претходниот случај од офанзивата во септември. Сега значи видовме стратешко повлекување на маневр на назад, ретроградна операција која што може да ме објасниме на гледачите што значи тоа? Тоа значеше дека командантот сега на силите во Русија всушност мораше да го направи ова затоа што со комбинација на удар и маневр и со зголемување на оперативниот досек кој што го добија украинците со опремата кој што ја добија од западните цивилизации, тие всушност можат почнаа да задаваат длабоки удари во задината на одбраната на Русија, но паралелно со удар и маневр преку комбинација на три напори. Едниот напор е чисто специјални сили, диверзантски сили во доменот на исток и североисток, потоа комбинација на конвенционални сили со специјални сили и класичен удар на артилериска, како се вика, артилериски системи, да ја еродираат и да ја растегнат уште повеќе одбраната на Русија
и да создадат или да дојдат опкружување, да навлезат длабоко од каде што веќе сега географски можат да задаваат сериозни удари на позициите во Херсон. На тој начин русите сватија дека тие ќе бидат топовско место таму и заради тоа се повлекоа. Ова во оперативна смисла е опасно многу за нив, затоа што сега се менува географијата. Така? Сега имате поголема дистанца, односно помала дистанца, до одредени клучни термини, односно и клучни позиции, особено заради тоа што химра системите сега ќе можат да гаѓаат дури во така е, дури и на Крим, на делови од Крим да овој како се вика да имаат домек до таму. И сето тоа всушност исто така ќе значи многу и за Изјум, делот Изјум каде што всушност со диверзантски операции за сега оперираат и еродираат моќта преку атакување на центри за командување и контрола, преку атакување на мостови, на важни комуникации, се со цел да ја еродираат способноста за маневар на русите и можноста за дотори и снабдување. И на тој начин да ги отстават одсечени. Она што сега е опасно за Украина пак, од како русите се вратија назад. Да, веќе фактички она притегната кон зид тоа што па не е сега, не би рекол дека се притегнати позиции, сега русите доаѓаат до во вистинска смисла да имаат ефективна одбрана, бидејќи претходно беа растегнати, зборувавме дека по бројките, ако се сеќавате кога анализиравме бројките, рековме дека статистиката, ако ја следите по имињата на единиците, може да ве заблуди, да ве донесе во заблуда, бидејќи не сите тие единици се пополнети 100%. Так. Тоа значи дека некои единици имаат 50-30%, и ако видите тоа, ќе видите дека русите суштина има преценета офанзива во која што има многу малку сили кои што можеа да го задржат теренот на огромна територија. Зборуваме за огромни пространства. И сега ова за Украина може да биде предизвик, бидејќи од два аспекти, збориме времето како фактор, иако украинците не би требало, значи не сме 18 век да не може да имаат проблем со маневрот на територијата, збориме ако сакаат оклоп за да сгазат, но не со артилеријата. И вториот проблем е тоа што сега одбраната ќе биде погуста, помалку ќе можат да ги испресечат линиите за дотур, и тоа значи дека овие сили веќе нема да бидат истурени на напред, него ќе бидат споени со логистиката и правците на снабдување. Освен ако не успеат да ги испресечат или да направат сериозна контраофанзива на истокот во Донецк и Луганск, бидејќи сега, внимавајте, сега има друг еден психолошки момент кај Русија, затоа што ова е голем пораз за Русија. Така. И они сега ќе сакаат, ќе мора нешто да направат, тоа е најверојатно ќе сакаат да ја засилат офанзивата, бидејќи само таму ќе можат во Донецк и Луганск, за да оправдаат и да кажат зошто стратешки се ретерирале или се повлекле назад. Со други зборови, накратко кажано, ќе следува сериозни временски периоди каде што и двете страни и ќе се вкупуваат, меѓутоа и ќе ги на терен стратегиите испробаваат. Па најверојатно можеби ќе се забави борбениот ритм, значи во однос на фреквенција на операции, но не интензитетот на овој како се вика на жештината со која ќе разменуваат ова. Ќе видиме што ќе се случува, секако е сериозно и овие напредување на украинските сили се малку нов момент во досегашната слика на терен. Професор, овде сосема на крајот во однос на ограниченоста со времето, би сакал уште едно прашање да споменам, односно да ве прашам, тоа ви беше помалку или повеќе дел од колумната, во однос на санкциите на САД кои што ги преземаат кон Кина, можат ли овие да служат како инструмент на моќ, односно Кина да се фрли на колена и се отвара ли директен конфликт во иднина на Пацификот, односно во тој дел од светот? Како? Па дефинитивно ова е инструмент на моќ во кој што САД практикуваат, и тоа го практикуваат многу наназад, дури во однос на Русија. Либералната демократија често пати го користи овој инструмент на моќ со кој всушност сака да еродира капацитетот на државата да биде способна да испорача во момент ако дојде до потреба да се употреби сила. И сега прашање дали ќе успее во тоа, затоа што кинезите имаат друга логика, како што ако се сеќавате зборувавме за русите, имаат друга логика на која ги подредуваат приоритетите во рамките на економијата, но и на ресурсите од кои што зависат, а и начинот на кој што го прават или ги прават, да кажеме, нивните технологии. Факт е дека, што
потенцира во колумната, Кина засега е на трета генерација, користи трета генерација на ниво на чипови, за разлика од четврта генерација кој што ја користи и кој што ги има само во Тајван и supply chain кој што е поврзан со западноевропските држави, од кај што се набуваат за да скратиме во однос на времето, некогаш во подетално ќе ги објасниме овие работи. Но она што е битно е дека добро го препознавте фактот, тоа е дека САД сега е во позиција во која што сака можеби и да ја натера Кина да што побрегу ако влегува во конфликт, влезе во конфликт, затоа што се уште САД има доминација. Така. Како одминува времето, не е јасно до крај дали таа доминација ќе успее да ја задржи. Ќе видиме, професоре, морам да напоменам дека од оние гостувања претходно да не бидеме скромни или скромни, 90% од оние прогнози што ги дававме подоцна или поблиску се остваруваат, односно ги проценуваме. Треба тоа и гледачите да го кажат. Така, мислам дека тие се најголеми. Реков ми тоа напоменав. Судија. Ви благодарам уште еднашка за гостувањето. Се надевам дека во следната прилика ќе продискутираме малку повеќе за односите Кина и САД. На гледачите на Слободна ТВ и на Слободен печат им благодарам за вниманието. Се до наредната прилика. Пријатно.